Префрлање од една на друга ставка и кратење на средствата за одредени редовни трошоци во работењето на образовните установи ќе прави локалната самоуправа на Кочани, за да го покрие долгот кон превозникот кој го обезбедува бесплатното возење на учениците од нашата и соседните општини кои се школуваат овде. На таков начин сака да ја пополнува огромната финансиска дупка што се отвори во последните неколку години и чие проширување, според неофицијалните сознанија, веќе стигна до негатива од околу 1 милион евра. Со последната одлука, што по барање на општинската администрација ја аминуваше Советот, ќе се кратат ставките во средното образование што се однесуваат на платите на други вработени, основни придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, за електрична енергија, течни горива, канцелариски материјал, како и за одржување на зградите и објавувањето огласи. Обезбедените пари од овие скратувања ќе се префрлат за покривање на долгот за превоз, што на последната седница меѓу советниците ја разбуди дилемата дали тоа ќе биде доволно. Кога сето тоа се минусира од другите ставки, значи останува цифра од 2.140.000 денари. Имам две прашања овде. Дали во ставките каде што се прави минусно салдо, нема да се јави недостаток на средства кои што ќе се префрлат во 2017 година? И со оваа ставка од 2 милиона и нешто, колку всушност се намалуваат долговите за наредната 2017 година? Дополнително, Арсова рече дека дилема е и дали со кратењето на давачките за одредени намени нема да се направи нарушување на функционирањето на образовните институции. Од општинската администрација рекоа дека направиле пресметка и пренамената на средствата била оправдана. Во секоја ставка е направена пресметка и нема да има средствата кои што се испланирани ќе бидат доволни за до крајот на годината. Во електрична енергија, течни горива, канцелариски материјали, одржување на згради и објавување на огласи имаме намалување и при увидот на обврските кои што ги имаат средните училишта е констатирано дека на овие ставки нема да има обврски спрема добавувачите и целиот износ каде што се врши намалување на ставка од законски дозволената 20% и проширување за 700.000 денари, доваѓаме до износ на средства кои што останува како салдо од претходниот месец и износот на материјалните трошоци добиени како дотација од надлежното министерство. Според Рашков, со ова проширување и пренамена на средствата, за прв пат во буџетот на општината ќе биле издвоени околу 16 милиони денари за подмирување на обврските за превоз. Со парите ќе се покриле трошоците за тековната година, а ќе се постигнало и намалување на веќе достасаните обврски од претходните години за околу 1 милион денари. Сепак, тоа се минимални средства за отплаќање на долгот за превоз, кој неофицијално се движи околу 60 милиони денари.